сега минути за нашата утринска тема, она што зборувавме од самиот старт на емисијата, ќе се фокусираме не само на возрастната категорија, туку и на помладите. Поточно би рекла на најмладите, заради тоа што во младите денеска и секој пат било така дека е иднината, но кога ќе се инвестира во нив од рана возраст, кога ќе се работи со нив од рана возраст, верувам дека можеме да израснеме здрави и паметни генерации. Затоа во какви услови или во какво општество, во какво време ги раснеме денешните деца и со какви се предизвици се соочуваат и тие, но и родителите. Денеска ќе зборуваме на оваа тема со Драган Даскаловски, кој што е дефектолог и специјален едукатор и рехабилитатор. Драган, добро утро. Добре ни дојде. И заедно со нас е Кристина Дуковска, која што е лектор и од предизвестен период креатор на платформата Правопис за деца, нешто што се залага за децата уште од рана возраст да знаат што значи правилен литературен македонски јазик во време во кога нели постојано се обкружени со други јазици, би рекла, од страна, но ќе зборуваме и за сето тоа. Добро утро и добре ни дојдете. Добро утро. Добро ве најдовме. Ајде, Кристина, ќе почнеме со тебе, со идејата како се формираш оваа платформа, со оглед на тоа што ти си, познавајќи те од предходно, растена во светот на книгите и знаеш колку значи и за едно дете, сега нели како мајка, да расте во една средина каде што ќе се зборува литературниот македонски јазик. Па да, јас би рекла, веројатно, тоа е некоја идеја што постоела од секогаш, но еве требаше да станам мајка за да реализирам. Мене првичната цел кога го останав Правопис за деца како еден едукативен бренд со културна мисија, не ми беа толку правописните правила, зашто децата него не сакаат зборот правила, никој не го сакаме. Одма ти прави некаква тензија. Рамка и тензија. Повеќе ми беше ете така да создадеме некои генерации кои ќе негуваат љубов кон мајчиниот јазик, особено зашто нели и она што го спомена ти се обкружени децава со други јазици, но и зашто некако се соочуваме ние со некои, да речеме, можеби не кризи, но предизвици во поглед на националниот, на културниот, на јазичниот идентитет. Мислам се соочуваме ние од секогаш, но еве и во денешно време се дефинитивно поинтензивни. И да развиеме кај децата некоја јазична свесност, јазична писменост, која што според мене е основа за се понатаму во животот, затоа што сепак ние нели преку јазикот ги облекуваме и мислите, и емоциите, и социјалната интеракција. Јазикот не е само средство или алатка за комуникација, туку е многу повеќе од тоа. И токму тоа сакав и да го всадам кај децата како сознание и како вештина. Да, кога велиш јазична писменост, сега си ние како возрастни веројатно може ќе се сложите многу пати затоа што постојано сме на телефони или на компјутери и пишуваме така. Понекогаш кога ќе треба рачно нешто да напишеме, гледаме дека можеби ракописот ни претрпел некакви промени затоа што не толку многу го вежбаме, нели, не толку ние секојдневие. И се никогаш се прашувам што се овие нови деца денес кога можеби нели иднината за нив е се на екрани, за жал. Да го закупат можеби. Да, се прашуваш понекогаш докаде може тоа, Кристина, да води. Па да, и дали ги гледаш тие во пракса веќе? Јас кај мене ги забележувам прво нормално во однос на ракописот, да речеме. Но токму затоа и кажав дека нели не сакам јас сега правопис да деца да биде учење на правописот, она буквално. Ние кога ги правиме работилниците, кога ги правам работилниците, јас премногу обрнувам внимание на сетилни вежби, на вежби што вклучуваат и фина моторика, затоа што таа не е нели најважна и за совладување на буквите и за пишувањето како вештина. Така што тоа е многу битно да се воведе преку игра, затоа што не можеме нели ние на дете да му сервираме правило и да го чекаме го учи, плюс тоа го прават и на училиште. Треба нешто да направиме што ќе биде малку повеќе и ќе биде поинтересно и по мотивирачки и поинспиративно за нив. Кристина, какви активности подобруваат таа фонолошка свест, да речеме, подготовка за читање детето пред да почне, нели? Сега со тие, да речам, поинтензивни активности, читачки навики. Со Цеце велиме, особено вие како сега млади мајки, особено ги детектирате тие проблеми со екранизмот кој што го има и така натаму, заборавање практично на некои наши, нели,
Книгите и воведувањето на книгите уште од првите денови би рекла. Ние мислиме дека го читаме на бебе не разбира ништо и не сваќа ништо, но мислам дека баш пред некој ден гледав на Инстаграм имаше некој истражување кај што читаат на бебе и нешто, нели ги проверуваат тие мозочни активности и дефинитивно читањето уште од првиот ден би рекла и воведувањето за децата во светот на книгите, во љубовта кон книгите е првиот и можеби најважен чекор. Второто нешто што еднаш го кажав, ќе го споменам, ќе го потенцираме играта, затоа што играта е јазикот на децата и децата се многу полесно совладуваат и учат преку игра, тоа верувам и нели Драган ќе се согласи од својата област и затоа всушност сите современи образовни методологии ја вклучуваат играта, затоа што играта ни е најбитна. И кога ги правиме овие работилници што се за совладување на азбуката, изучење на азбуката, лани правевме една таква, ќе правиме сега до крајот на декември уште една. Ние не учиме да пишуваат деца букви на табла, туку баш ја вклучуваме играта во смисла на еднаш правевме како некоја снежна бајка па бара во некој лажен снег, лампиончиња и слично, значи треба да биде интересно и треба да биде забавно и тогаш многу полесно се совладува се. Тоа значи стимулацијата е многу важна работа и интеракцијата во целиот, да кажам, радницки разговор. Како не. Ги споменавме книгите и читањето на децата уште од прв ден и Драган потврдно климаше со главата. Никаде прочитав, ќе ме поправиш ако грешам, дали најмалото дете со кој што сте работеле е 19-месечно бебенце, веќе детенце, како можам така да го наречам, таква некаква. Тоа беше одамна. Добро, но најдов на таква некоја информација. Сега има и помали, сакаш да кажеш? Да, најмалото е една недела. Една недела. Да, дете родено со ризик фактор од близначка бременост. Да. Ќе зборуваме, Драган, и за овие работи кои што можеби за македонската јавност и за родителите, особено кај оние кои што се соочуваат со некаква потешкотија во развојот кај децата, како велиме е малку потешко и да се прифати. Но ако Кристина вели дека читањето е важно уште од првиот ден, јазикот е една основна форма на комуникација, за жал вие секојдневната ваша работа е деца кои што имаат некакви потешкоти и во говор, и во останати перформанси свој, да. Перформанси, ако можам така да ги кажам, вештини. Билиме најмалото детенце, веќе една недела со кој што сте работеле. Дали на вистина времето во кое што живееме создава се поголем број на предизвици со кои што се соочуваат денешните родители? Ако порано се веруваше дека генетиката е таа која што предодредува што понатака, сега веќе голем број на истражувања покажуваат дека не е баш тоа така, туку е 50-50. Генетиката е пола, тоа е предиспозицијата која што ја носиме, меѓутоа таа предиспозиција може да дојде до израз само ако дојде во контакт со средински фактор. А средински фактори веќе имаме многу. Сега, во однос на тоа детенце од една недела, јас само би сакал да дообјаснам дека тоа е иницијалната проценка со која што ние почнуваме. Генерално до 3 годишна возраст работиме со родителите, не работиме со децата. По третата година почнуваме да работиме со децата. Зошто? Затоа што семејството е најстимулативната средина. Во однос на читањето, тоа што го напомена Кристина, јас само би дополнил. Читањето не е за детето да ги вежба овие вештини, повеќе е за на почеток, нели зборуваме за раниот развој. Тогаш е за воспоставување на врската помеѓу родителот, на светот на комуникација. Помеѓу родителот и детето. Читањето прво е антидиджитал метода, техника која што ја користиме од една страна, од друга страна родителот може да си дозволи да си даде слобода да тука направи еден куп варијации на игра кои што ќе бидат многу поинтересни отколку содржината која што детето следи на екраните. Во буквална смисла, Драган, што би значила рана интервенција? Рана интервенција од повеќе аспекти може да се разгледа. Раната интервенција е всушност делување на вештините кај детето кај кој што сметаме дека можеби има потреба од дополнителна поддршка, доколку е home-based насочена кон семејството, тогаш се работи повеќе со родителите, се даваат насоки како да ги користат секојдневните рутини за да може да му помогнат на детето да ги надмине развојните предизвици.
Понатака, во нашиот систем, мислам дека е до 6 годишна возраст, еве во работата со Бангладеш, последно таму до 8 годишна возраст го направија системот. Според мене и според моето искуство, јас сметам дека раната интервенција треба да биде до 3 годишна возраст. И ако би те прашал, која е најчеста причина кога родителите веќе ја бараат првата помош кај вас и што е она што можеби некој пат се инхибираат, ги спречува нештото за да чукне на врата кај училница Даскаловски во случај? Првата грижа, Да речеме, интервенција некако, говорат. говорот, секогаш е говорот. Да. Понекогаш може да биде и однесувањето, меѓутоа во најголем број тоа е отсуство или доцнење во развојот на говорот. Тоа што може да ги спречи се ајде да речеме верувањата од претходно, тие традиционални, нели, дека детето машко е 3 годишна возраст, ќе порозбори, дајте му простор, тоа не важи, одамна веќе не важи, затоа што така имаме само изгубено време. Кој што не може да се врати. Ништо повеќе, да. Невронауката веќе со сигурни докази покажува дека првите 1000 дена се клучни во развојот понатака. Во однос на тоа е поставување на основите во мозокот, како невроните меѓусебно комуницираат, градењето на синапсите во мозокот, вежбањето на тие активности веќе ги затврстуваат тие синапси понатака. Меѓутоа, нашата клучна цел во животот за дефинирање на една индивидуа како личност се извршните функции. Извршните функции почнуваат со интеракцијата и се заклучуваат некаде околу 25-та година. Не е дека немаме ние простор за работа. Имаме, меѓутоа како поминува времето, се повеќе се зајакнуваат врските кои што се долго практикувани. И сега ако детето поминувало 6 часа пред екрани, да речеме, не можеме тука да очекуваме брзо кинење на врска. Да, и тоа е можеби најголемиот проблем и предизвик со кој што се соочуваат родителите, кога нешто треба да се нагло или драстично да се промени, а од друга страна знаеме дека ќе вроди со плод. Драган, пред малку зад камери рековме дека има фази кога родителот кој ги поминува. Мора да ги помине, а верувам дека не е едноставно за еден родител да се соочи со одредена диагноза, дека нели неговото дете не напредува онака како што треба. Работите со родители велиш до 3 години, а потоа секако со децата, но што значи во денешно време да се работи со родителите, колку се тие отворени за соработка, колку нивната можеби не соработка води кон лоши резултати, а добрата соработка може рапидно да ги забрза резултатите кои што се очекуваат. Бидејќи ти спомене за камера дека малку е покомплексна се работи со родителот и многу клучно отколку со Да, основата е тоа, затоа што родителот е моделот кој што детето треба да го следи. Во суштина сите така функционираме со децата. Предизвикот е голем затоа што кога родителот ни еден родител не посакува лошо за своето дете. И дури и кога се познати тие информации, кога гледате во околина, кога ќе дојде во вашето семејство, тежок е процесот на прифаќање. Без оглед дали станува збор за нешто што е развојно или за нешто што е долготрајно, да речеме, како состојба. Меѓутоа, клучно во сите работи, и нашето искуство го потврди тоа, дека без оглед на препораките, на прогнозите, на диагнозата, развојот кај децата не зависи од тоа што ќе биде напишано на ливчето. Зависи од тоа како ќе се организира комплетно целиот тим околу него, вклучувајќи ги специјалните едукатори, логопедите, родителите секако како клучна алка во целиот тој процес. Зошто? Затоа што детето може да посетува и по 3 годишна возраст, а еве да и претходно да почне со третмани. Може да посетува 2 или 3 пати третмани кај непосредни третмани кај стручно лице. Меѓутоа што е со останатото време? Ако ние ги поставиме основите, а дома отиде и пак се ангажира во несоодветни активности, не може ништо. Тоа е исто и со школството, исто и со дополнителни активности. Англиски со 2 пати во неделата не се учи. Мора да има конзистентност, така е. Добро, на што се должи тогаш големиниот број на деца со никакви пречки во развојот? Верувам, многумина знаат да кажат дигиталното време, дигиталната ера во која што сите ние живееме, брзото темпо на живење, родителите се во постојана трка, нели, да се заврши работа, да се завршат други обврски и така натака, но сепак децата се нешто што не треба да се запостави. Точно. Комбинацијата, јас би кажал, од сите овие фактори влијае на тоа. Меѓутоа,
Сега како во однос на дигиталните уреди, не би кажал дека се пречка, повеќе би кажал дека е се алатка кога се рационално се Правилно сте паметно, да. користат. Да. Сега, тргнете од таму дека ако сакаме детето да го одвикнеме од екраните, треба прво ние да се одвикнеме. Значи, ако сакаме детето да поминува половина час, треба да не гледа половина час во текот на денот како ние го користиме. Да не биде тоа главната преокупација во домот, затоа што тоа е моделот кој што детето го следи. И мора да има co-viewing. Драган, тоа значи дека тоа е реалната слика за денешниве семејства. Родители на деца, родители на екрани, деца на екрани? Или? За жал, поголемиот процент, да. Да, ама генерално нас ни е тоа наметнато, односно ние сме во периодна фаза кога сега сме импресионирани од технологијата. Така е. Кога ќе помине време со се ова, веќе ќе почнеме И последиците практично да ги гледаме, да. Последиците ги гледаме веќе. Меѓутоа практично да користиме технологијата во нашиот интерес. Сега толку многу отиде на напред што веќе ја превзема и мислата на човек. Да, за жал. Мислам, получени од искуството, се што прашање ново добиваме доаѓа на- одговори на така, значи не можеме да целосно да се препуштиме на самите нас. Од друга страна, го нарушуваме процесот на развивање на извршните функции. Тоа се внимание, фокус, организација, планирање, сите тие работи треба да ги вежбаме. А ако јас седнам и напишам, организирам и го патот до Лисабон, така, Да. И кога веќе, извини, споменавме фокус, концентрација, Кристина, ти од твое лично искуство може да ни кажеш колку децата денеска имаат фокус и концентрација, ете и овие од можеби предшколска, па и они од школска возраст, затоа што мислам дека тоа е можеби еден од најголемите предизвици во училишниот процес, барем така велат наставниците, да се задржи вниманието. Овие денешни деца не можат ни да погледнат нешто подолго од 5 минути. Значи, фокусот и вниманието, за жал, да, до максимум 1 минута. Проблем се фокусот и концентрацијата и затоа и кога ги смислувам активностите за работениците, гледам да бидат што покуси, но што повеќе нели сконцентрирани на сетилната на сетилниот развој, на работата со сетилата, за да може нели таа сепак таа концентрација и тоа внимание кај децата да го постигнеме и да го одржиме. Инаку Користат ли англицизми овие нови денешни генерации, затоа што ти се залагаш за користење на македонскиот јазик? Јас мислам дека веќе слушам тинеџери по улица, меѓу себе комуницираат на англиски јазик. Веќе мислам дека не се англицизмите проблем, го изоставуваат македонскиот јазик од секојдневната комуникација. Тоа е верувам уште подлабок и поголем Искрено, проблем. јас мислам дека тука и правиме и ние беѓа како родители кога ги користиме социјалните медиуми, ние практично повеќе користиме латинично писмо отколку кириличното кој што си го користиме. Тоа Па ние и си пишуваме и статуси и слично на англиски За жал. јазик, иако верувам на сите пријателите и публиката што не чита, ние 90% Ама не сме свесни ете домашна, некогаш, да. луѓето не се свесни за тоа што го прават и тоа дека може да биде слика и пример за децата. прашање до двајца, колку е важен моделот на говорот во домот? Често се случува сега во најблиското окружување, сите ние имаме да речеме родители кои што се нели со полн диверзитет, фамилиарно стебло кои што доаѓаат од различен етникум, географија и така натаму, и дали двојазичноста знае да биде пречка и да биде некаква тука веќе чекор за некаква интервенција и за двајцата. Ако зборуваме за дијалектите, Дијалектологијата е веќе дел од не се структурата на воопшто јазик. пречка, затоа што дијалектите се богатството на еден јазик и во никој случај нели тоа што детето по дома се зборува на дијалекти не може да му биде според Пречка мене никаква никаква. пречка, баш напротив, може да биде многу поголем потек за развој на вокабуларот и на многу нели збогатување на целиот Широко тој познавање, речник, затоа така. што добро е ако ги знае и стандардните и дијалектните и сленговските зборови. Ние сега баш во Струмица работеницата и ја правевме затоа што нели сепак струмичкиот дијалект е вака Многу присутен. многу интересен. Дури за Па, да. досетки и шеги, да. Да, и затоа ја правевме, беше така некако како сопоставување помеѓу дијалектните и стандардните зборови работеницата, така што според мене изложеноста на сленговски или на дијалектни зборови не е ниту пречка, ниту е закана, да кажеме, баш напротив. Повеќе мислам дека отсуството на говори на комуникација, макар била и на друг јазик и на дијалект, е она што го предизвикува проблемот. И затоа јас
И ја нагласувам важноста на книгите, затоа што книгите веќе содржат еден побогат, поживописен јазик, кој што кога ние имаме време посветено на книгите, кога книгите се секојдневен дел од животот во семејството кај децата, тоа секако многу придонесува по тоа и во однос на развојот на говорот, во развојот на јазичното богатство, во развојот на познавањето на јазикот. Некој пат дато го постави прашањето е Драган до тебе, да речеме кога имаме двојазичност или да речеме повеќе јазици се вклучени во игра, луѓе кои што знаат да ја напуштат татковината ќе се преселат во друга земја и сега станува збор за дете кое што е во рана детска фаза и знаат од толку многу јазични подрачња кога ќе се говорат дома, дали тоа може да биде стимул или биде пречка да речеме детето, затоа што многу често се случува одеднаш по третата година нели да се опушти што се вели да ги говори. Да, тоа е процесот на усвојување на новите вештини. Како единствен фактор, да речеме двојазичноста, не мислам дека може да направи проблем, може само да го малку да го забави усвојувањето на јазикот. Не и на говорот и на комуникацијата како процес. Меѓутоа, ако е во комбинација со некои други фактори, да, ќе го отежне целиот процес. Инаку вака, деца кои што се потекнуваат од двојазични семејства, треба да се направи само диференцијација. И за тоа е малку потребно време, инаку ништо повеќе. Јас го прочитав прашањето на темата што екранот. ми стои, да. Слободно. И ми беше претходното прашање беше се поголем бројот на деца со аутизам, на што се должи се до тоа. И со магистерските и со докторските сум во таа област. Првенствено мислам дека големиот број на информации кои што ни се достапни на сите, сега повеќе се тоа површни информации, не се научни, ја будат свесност така и родителите, што е сосема во ред. Меѓутоа, клучно за зголемување на бројот на деца со аутизам во општеството е тоа што ние веќе полесно ги забележуваме тие отстапувања, симптоматологијата, меѓутоа таа симптоматологија не секогаш може да дојде да речеме до тешко ниво на функционирање ако не е во комбинација со средински фактори. И сега пак ќе се вратам тука на екраните, затоа што детето можеби нема никаква предиспозиција за нарушување во интеракцијата, можеби има предиспозиција за OCD или за некои репетативни шеми на однесување, меѓутоа ако ги скратиме сите тука, ако ги блокираме срединските фактори, тоа може да биде лесна форма на манифестација. Генерално мора да бидеме внимателни што се случува во секојдневието на детето и тоа понуда и одговор, интеракција помеѓу родителот и детето е клучна во првите години. Ако тоа е со мал интензитет, понатака секогаш сме под ризик да тоа да се рефлектира во интеракцијата. Драган, денешниве родители што во таа рана фаза од развојот на децата, ако нешто не прозбори на време, не прозбори како што треба и така натака, веднаш асоциацијата е аутизам. И тоа е малце погрешно, барем јас така мислам, не знам дали ќе ме поправиш или не, но на што се должи тоа? На слушање информации, а недоволно истражување, недоволно посветување на родителите или што вие би ги советувале денешните родители во поглед на сето тоа, со оглед на тоа што да, аутистичниот спектар на нарушување е присутен и се почест, но не секоја ситуација значи дека води до тоа. Да, меѓутоа со аутизмот најзасегнати се тие три клучни области, односно сега се веќе во две области поделена е симптоматологијата, комуникацијата и однесувањето. И сега генерално тоа го има кај сите деца. Со тоа што кај деца со аутизам, наречеме, имаме продолжени фази. Ако бебето го прави ова во раниот развој со ноџињата, нели кога се радува, тоа не исчезнува, туку продолжува понатака и како го видите тоа кај 3,5 годишно дете, тоа е знак дека нешто доцни во развојот и дека треба да се интервенира во тој дел. Дали се однесува на примитивните рефлексии, дали се шеми некој. Генерално се сведува на интеракцијата помеѓу родителот и детето во првиот период. Ако детето, многу често сретнувам семејства интернационално, значи не само во Македонија, кај што откако детето почнува да седи, тоа е 6 месеци од прилика, да речеме, почнува вклучени се и екраните во секојдневието.
Значи детето во тој период е Тоа будно. особено во Македонија е една Па не е тоа Секаде, само во мислам Македонија, дека, не е тоа. Тоа е екранот се гледа како помошник. Знаете, малку тоа опушта кога ќе го оставите детето, знаете дека ќе седи мирно, нема да се преврти, нема да падне. Да, јас ќе Се можам да тука си е ги бавам грижата и другите негата. обврски, така. Да, а обврските остануваат секако, односно се трупаат. Порано можеби не биле со толку голем број, сега веќе имаме многу повеќе обврски. И кога ќе го остава детето пред екраните, се чувствуваат безбедни. Тоа што порано беа оние блокатори, не знам, игротеки и такви работи, кај што ги остава децата. Ама ако нема интеракција кај детето, тоа се првите шеми кои што детето ги учи за интеракција, тука нема интеракција. Значи немаме заедничко гледање, немаме објаснување на тоа што оди на екранот и детето само прима информации. Прима од сите аспекти, визуелни, аудитивни, секакви, ама само се трупа со информации. После тоа мора да го канализира тоа на некој начин. И најчесто тоа се канализира кога ќе го исклучиме телевизорот и доаѓа до експлозија на емоции. Тука е каналот, меѓутоа откако ќе ги прими сите овие дразби, се од околината станува досадно за тоа дете. Добро, што е тогаш паметен совет од вас за паметно користење, ако можам воопшто така да Бидејќи на твојот сајт секој пат знам дека објавуваш нели стручни совети апропо нели генерално за раниот развој, за гушкање, стимулација и ова што го За спомена физичките Цеце. пред, Да, би сакала да прашам во што најмногу можеби грешат родителите дека го поддржуваат, да речам, самиот развој. Дали тоа можеби прекумерна стимулација, дали се погрешни играчки, непотребни методи, од што сакаме се да му направиме на детето се чувствува нели Ако почнам од почеток, по раѓањето на детето, сметам дека некаде до кај 18 месеци воопшто детето не би требало да види екран. И тука контролата родителот комплетно ја има, затоа што детето, ако не го знае екранот, нема ни да го бара. Јасно. По 18 месеци, веќе, затоа што ќе види околината како реагира, може да се вклучува, меѓутоа тогаш мора да биде заедничко гледање. Мора да му се објасни на детето што е тоа и да се зборува многу за тоа. И откако ќе се исклучи екранот. Секоја минута пред екран, 2 минути движење. За да може да понатака, да речеме, кога веќе ќе се на поголема возраст, таму мора да има постепени ограничувања. Не можеме ние нагло од денеска да го пресечеме нештото. од денеска веќе нема. Тие активности кои што детето ги има со екранот, со телефонот, со таблетот, со лаптопот, тие треба да се заменат со нешто друго, односно со интеракција, време во природа, меѓутоа тоа треба да биде 10 пати поинтересно од тоа што детето го гледа на екраните, затоа што тоа го бара неговиот организам. Хормоните се навикнати на такво функционирање. Да. И ние цело време зборуваме за некоја инклузија на дечињата кои што имаат некаков нарушен спектар во развојот, во образованието, во секојдневието и така натака. Кристина, ја гледаш, ја чувствуваш таа инклузија, бидејќи за жал ние секојдневно во утринската сме сведоци на најразлични ситуации и се уште можеме да кажеме дека одредени работи се табу тема за некои па и родители и деца, но нели децата се однесуваат онака како што родителите ќе ги научат од дома. Дали ја гледаш инклузијата кај младите генерации во денешно време? Па, мислам дека за жал не е се уште на тоа ниво на кое што треба да биде, но тука веќе има и системски фактори, не знам и училиштата колку се навистина подготвени работат на тоа, но не знам дали се нели сосема подготвени да го изодат тој процес. Не знам ни колку затоа што сега не сум сосема запознаена со наставните програми, но не знам ни колку и самите наставни програми нели можат да одговорат на сите предизвици со кои се соочуваат сите деца и особено колку се приспособени на децата, еве да речеме нели од тој спектар. Јас, например, затоа сакам работниците да ги правам да бидат приспособливи и за деца што можеби имаат проблеми со комуникација и со говори, со какво било, нели, да речеме, со каков бил развоен елемент, да можат да се вклучат и да не се почувствуваат, да речеме, нели, уназадени на некој начин. А кај децата веќе родителот фактор колку што е нели општеството и училиштето, ние можеби самите како родители не реагираме соодветно кога нели ќе сретнеме дете со атипичен развој, тоа секако се рефлектира кај децата.
Иако верувам дека децата многу полесно можат да го прифатат тоа, доколку нели од страна на родителот е соодветно интервенирано, затоа што децата и немаат баш толку некои предрасуди во поглед. Бидејќи не се не раѓаат со такви предиспозиции. Потоа општеството ги наметнува. Семејството ги создаваат, за жал. Како да направиме првата средба со дефектолог да биде побезболна? Затоа што некој пат, нели, ми чинам дека родителите се плашат од етикетата леле детето ми, нели, веднаш. Да. Јас сум на идеја и еве тоа и го правам всушност и со училница, а тоа е да детето да ние всушност сме развојни работници, да не сме дефектолози. Сега името е малку тешко. Да, дефект. Да. Подсетува на нешто што не е така. Терминот сам по себе Генерално ние го познаваме развојот и ги знаеме сите фази од развојот и активности кои што можеме да ги понудиме на родителите, почнувајќи од раѓањето со примитивните рефлекси, па се натака поставувањето на врска, грижа, исхраната. Тоа се работи не во однос на исхраната што треба детето да јаде, меѓутоа како да го научат детето да речеме да џвака, како да ја прифати нова храна, како да држи прибор за јадење. Во се можеме да бидеме вклучени и тоа би требало да биде на рутинска контрола како кај педијатар од првиот месец па натака. И тоа има надеж да биде некој кај нас пракса? Се надевам, ама тоа може да биде само избор на родителот во моментов. Драган, на кои се делови од светот работите? Со кои се делови од светот работите? Да, вие можам така да неколку кажам, затоа што ризични земји, да речеме, каде што особено можеби Low income middle countries, да. Последниот обука беше за Бангладеш, сега се подготвуваме за Таџикистан и Казахстан. Работиме на рана интервенција заедно со професор доктор Александра Каровска-Ристовска, како обучувачи, сениор обучувачи на Институтот Райс од САД. Да. И верувам дека сето тоа знаење кое што е од таму се пренесува и тука, со оглед на тоа што рековме дека или за жал има работа, не е дека Па повеќе ова знаење од тука го пренесуваме таму. Прашањето ми е овие денешни дечиња и бројните предизвици со кои што нели родителите се соочуваат, веројатно знаат да ги изместат и од комфорната зона и да ги нели да ги изместат од патот во кој што по кој што и родителите можеби тргнале да се развиваат и да живеат. Еден од насловите кој што имаш исто така можност да го прочиташ е дека дали растеме деца со интерес за читање или деца зависни од екрани. Споменавме дека дигитализацијата за жал не е се поприсутна, но имаме ли начин некако да ги поедноставиме работите? Ние пред малку зборувавме и за нели дека првите работи во поглед на детекцијата и таа рана детекција всушност можеби некогаш треба да потекнуваат од матичните лекари или од педијатрите, но не секогаш е тоа така. Па имаме ли начин да им олесниме на овие денешни родители? Да, значи, еве го тоа што го разговаравме претходно, доколку посетуваат редовно контроли и се консултираат со развојни работници, некој кој што го познава детскиот развој, целиот процес ќе оди многу полесно. Затоа што ако на старт се постави врска помеѓу родителот и детето како што треба, понатака нема да имаме ние предизвици со кои што ќе треба да се дефокусираме и ќе се насочиме исклучиво кон тоа што не интересира. Од друга страна, почнувајќи со училиште, децата се пренатрупани со дополнителни активности, што искрено сметам дека, лично сметам дека не треба да биде тоа така. Никогаш велиме оставете ги децата да бидат деца, така па не ги оставаме веќе. Стручњаците, да. Ама не ги оставаме веќе. Затоа што секој ден има некаква активност детето после училиште зборувам, така? Да, и училиштето почнува на многу рана возраст. Значи, според сите теории на развој, детето влегува во конкретни операции фазата некаде околу 7-та година. На 5-9 месеци не може. Не може да постигне тоа што се учи. И податоците веќе од обуките кои што ги државме тука по основните училишта, информациите кои што ги споделија професорите, наставниците од училиштата, дека 5 од 25 може да го совладаат материјалот. Тоа го правиме на штета на децата, не го правиме на ничија друга штета. И тоа би требало се да се ревидира. Да се ревидира. 3 работи што родителот може да ги прави секој ден, Кристина, да го подобри јазикот кај детето. Да не велам здодевно читањето книги е дефинитивно. Број 1. Број 1 според мене и мислам дека и еве ќе се сложи и Драган, да.
Второ нешто што секако сметам дека е што повеќе се вклучува физичка активност. Ние сметаме дека нели можеби умствената активност не е поврзана со физичката, но напротив и премногу е. Тие се во симбиоза нели. Така што нели она шетање во природа, за не зборуваме дека детето не може од 2 години да се занимава сериозно со некој спорт, но зборуваме нели што повеќе физичката активност да се вклучува во секојдневниот дел од животот, од играта. Па дури еве јас се пред некој ден правев интерпункцијска кошарка на работилницата за интерпункција, затоа што дури и тие некои јазични аспекти можат многу полесно да се совладаат со физички развој, со физичка активност. И третото би било според мене секако на интеракција меѓу родителот и детето во смисла на грижа, топлина. Сега многу е брзо времето и ние не можеме баш секогаш нели мирно, смирено да зборуваме со децата, секогаш нели има импулсивност, да. Но мислам дека особено еве за децата со тој атипичен развој е клучно нели веројатно да се биде што посмирено, што тивко да се зборува јасно, но многу да речам понеагресивно. И прагот на толеранција да е присутен многу колку повеќе. што можеме, затоа што там нели нормално човечки суштества сме и не е баш секојаш има реакции кај нас. Толку лесно во практика како што нели кога зборуваме звучи, но ета би рекла дека тоа е исто третиот фактор. Драган, ќе го поддржиш сето ова или Да. ќе додадеш уште нешто? И би дополнил, да, пеење песни секогаш. Генерално музиката е начин на кој што може да биде и еден вид на вентилирање на емоциите, а од друга страна помага многу во вежбањето на говорот кај децата. Исто така би сакал и да пак да го потврдам тоа релацијата родителот-детето, затоа што тоа е единствениот начин да детето ја научи интеракцијата со околината. Моделот го гледа и само го копира, така оди учењето кај децата на почетокот. И би требало да бидеме свесни и потрпеливи, тоа се вежба со годините, во однос на децата и во однос на таа импулсивност и нетрпение кое што ги покажуваме понекогаш. Времето е тешко, ризично, мислам сите сме горе-доле под притисок и анксиозни, меѓутоа ако не им дадеме на децата начин како ние се смируваме, нема да можат ни тие. Спомена тоа што сакав и да прашам, дали некој пат таа акумулирана енергија, анксиозност кај родителот, нели сега популарно наречено и така натаму, знае да биде пречка по тоа во развојот на детето, бидејќи детето ја обсервира енергијата сепак од родителот, нели таа ја чувствува, конекцијата е многу блиска. Па како пречка во развој, сега ако идеме по класификацијата, генерално да би можело да биде ако е детето изложено на токсичен стрес. Ако родителот постојано е во истото однесување и ако постојано ги добива детето истите шеми на однесување и тој стрес кој што на почеток може би бил малку позитивен и конструктивен, преминува во токсичен стрес. Токсичниот стрес е еден од клучните фактори денеска кои што се баш ставени на пиедестал, да речеме, за обсервација, затоа што може да влијае многу на успорување на развојот на невронските врски во мозокот. И тоа е запоставеноста реално. Или првите години од детето и понатаму претпоставам дека важи истото. Па генерално, да, генерално кога се вие вие како возрастни родители го чувствуваме ако деца денеска е нервозна така ќе го почувствуваш, а не па детенце кој што не ги кога кортизолот е многу висок, вие сте тогаш во фаза на fight or flight, еве англицизми да користиме. Не можете рационално да донесете одлука. И сега ако тоа се случува и пред детето само копи-пейст ќе направи на тоа, не со вас, и со родителите. Меѓутоа утре во таква ситуација, во слична ситуација, да, и така најдобро родителот може да си ги научи, да речеме, грешките или постапките да си ги види, за да може да ги коригира. Само што некогаш треба години да поминат за да може да си ги видите ефектите. Затоа со време да се чита, да се слушаат стручни лица, и да може да се следат тие насоки за да сепак здрави генерации. Да, тоа ни е најважно, нели? Штом стануваш родител, ништо друго не ти е важно, освен детето да го изведеш на прав пат и да биде самостојно. Да, и некаде пред крајот, Кристина, имаме ли да најавиме уште некоја работилница Патувачка приказна?
на годинава. Па да, сега еве веќе во сабота, уште не сум пуштила објава, но правиме една во Струга. Објавата е тука. Да. Во Струга правиме една работилница, ќе биде повторно во контекст на употребата на голема почетна буква, но малку повеќе и ќе поврзана со уметноста од Струга, зашто не забораваме дека е сепак нели градот на Миладиновци, на Малески и слично. Тоа е значи оваа сабота на 22 во 12 часот. А веќе таму за декември имаме планирано нешто повеќе што ќе биде поврзано со нели празничната еуфорија, така што ќе го вклучиме јазикот на територија на Скопје. На Скопје, да, во декември. Одлично. Супер е што ве има како тим, што функционирате и циркулирате и не само во главниот град, но го убаво што приказната се шири во останатите, затоа што нели секаде имаме дечиња кои што заслужуваат еднакво внимание, зашто да не го уживаат и тие тоа. Во другиве градови повеќе се радуваат, веројатно затоа што помалку настани има. Именно. Драган, и ве некаде пред крајот, дали и вие може нешто да најавите од центарот, може би до крајот на годинава? Очилницата на Драган? И вие сте во постојано во работен. Имаме многу работи кои што се во подготовка. Во подготовка се чеклисти за родители кои што ќе бидат, јас тоа го најавив на конференцијата за родителство, меѓутоа се тоа се пролонгираше заради порадлабочување, курсевите се исто така во најава и секако за една година од сега новиот центар кој што ќе биде отворен. Добре. До тогаш ќе се видиме повторно, затоа што овие теми се секогаш актуелни и убаво да се зборуваат во медиумите. Ви благодарам што ни бевте дел од денешната понеделничка утринска на Тилма и што дадовме убави совети за родителите. Благодарност. Благодарам.